Институтот за јавно здравје регистрира 53 оздравени пациенти од коронавирусот. Во изминатите 24 часа направени се 289 тестирања, а потврдени се 13 нови случаи на COVID-19, и тоа во Скопје 4, Куманово 5, во Прилеп и Тетово по 2 лица. Со ова вкупната бројка на дијагностицирани изнесува 1399 пациенти. Починаа 4 лица. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби починаа 2 лица. 58 годишна пациентка од Тетово примена на клиниката на 21 април со тешка форма на болеста и 81 годишна пациентка од Куманово лекувана на клиниката од 15 април. И двете пациентки страдале од висок крвен притисок. Во 8 септември почина едно лице од Куманово на возраст од 47 години, примен на болничко лекување на 3 април во тешка состојба и долго време приклучен на респираторна машина. Почина и пациент од Битола кој се лекуваше во болницата во Битола. Пациентот бил на возраст од 66 години и во тешка општа состојба со срцева слабост и цироза, известуваат од Министерството за здравство. Министерот пак за здравство доктор Венко Филипче известува: ќе побараме од владата казнувањето да почне порано, уште на почетокот на неделава. Разлабувањето на полицискиот час доаѓа со пакет мерки за лична заштита, задолжително носење маски и одржување растојание. Само така ќе има ефект и резултати. Видовме слики од овие изминати денови. Видовме дека има број на граѓани кои што навистина ги почитуваат мерките. Меѓутоа исто така видовме и дека има голем број на граѓани кои што овие мерки не ги почитуваат. И сакам јасно да кажам дека мерката на разлабавување на полицискиот час, повеќе часови слободни за движење, ние ја носиме заедно во пакет со задолжителното носење на маски. И само така ќе има ефект и само така ќе има резултат. Ќе анализираме овие денови. Ние веќе утре ќе побараме од владата казнувањето да почне порано. Уште на почеток на неделава, не од 1 мај како што иницијално наведовме. Зашто? Заради тоа што навистина се плашиме дека може да има несакан ефект со тоа, ако не се почитуваат мерките. Во таа насока ќе анализираме како ќе биде однесувањето на граѓаните денове, дали се почитуваат тие мерки за задолжителна дистанца, носење на маските кога не може да се одржи, и врз основа на тоа ќе донесеме одлука како ќе биде организиран следниот викенд.